И време е за првото гостување во денешната утринска програма на Сител. Зборуваме на тема македонски јазик, нормално за неговата промоција не во Македонија, туку во светот многу повеќе, за тоа дека постојат несоборливи, односно неизбришливи траги и докази за постоењето на нашиот јазик и нормално во ова турбулентно време на политичко-правни превирања дека се навистина важни овие информации за научната јавност во светот. Заедно со мене ова утро на моје задоволство е Драгица Божинова, професор, долгогодишен научен работник од оваа област и предавач на Универзитетот во Сорбона, Париз. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Добро. Да, јас зборуваме... се извинувам, јас бев професор, предавав на Сорбона, меѓутоа повеќе не сум, сега сум во пензија. Но имате доволно искуство, да позборуваме за вашето искуство во Франција. И сега да кажеме дека македонски нели освен во Македонија се зборува во Австралија, Албанија, Бугарија, Грција, Канада, САД, Србија, Црнагора, Турција, нормално и во некои земји членки на Европската унија. Вкупниот број на македонски говорници според овие информации е околу 3 милиони луѓе, значи неофицијално. А според респектираниот лингвистички извор етнолог, македонски се зборува во југозападниот дел на Бугарија, Северна Грција, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имаат BBC, Британика и УНЕСКО. Професор, кај да на самиот почеток околу тоа, дали ние доволно вложуваме во промоцијата на македонскиот јазик надвор? Па во последно време помалку вложуваме во употребата на македонскиот, убавиот македонски јазик во Македонија, а многу помалку од порано вложуваме во странство. Зошто го велам тоа? Заради тоа што мојот работен век ме одведе во Франција, во Париз, да бидам како стипендист на француската влада и во исто време како завршен кадар со учителска школа да ги формирам македонските одделенија. Македонските одделенија од 73 до 79 година се разбира под закрила на тогаш амбасадата на СФРЈ, која што беше. Јас бев изненадена кога констатирав дека во Париз, тој 10 милионски град Париз, живеат некаде над 7000 македонци. Настава се одржуваше и во Руан, некаде околу 180-160 километри према Ла-Манш горе градот, кај што се наоѓа една поголема, да ја наречеме, колонија на македонци, дојдени од Радожда и Маливлај, кои што барале од амбасадата, сваќајќи дека нема веќе комуникација меѓу родителот и детето, сваќајќи ја важноста што значи мајчиниот јазик, барале на некој начин да се организира така наречена дополнителна настава. Во тоа време французите дозволуваа да се организира еднаш неделно по 4 часа дополнителна настава на јазикот на тие луѓе од каде што доаѓаат. Па така имаше на шпански и португалски. Јас можам да бидам многу и сум многу горда дека... Ова се вашите ученици, само да кажеме? Да, ова се моите ученици од тој период. Еве, да речеме, јас сум многу горда што меѓу нив има доктори, има во едната... Така, тука можеме да видиме мои две ученички, кои што сега се, еве ги тука, тие двете, Мирјана и Снежана, кои што денес кои што редовно идеа во Париз на таа дополнителна настава и кои што денес се професори на филолошкиот факултет во Скопје. Јас ево ќе го кажам за информација да знаат не само македонците во Македонија, туку и во диаспората, дека една од тие мои ученички во градот Руан што беше, што доаѓаше на настава, успеа и дојде до тоа ниво да го води, ја води катедрата за македонски јазик на Институтот за ориентални јазици, каде што јас бев предавав на нашите студенти. Тоа значи, се вложуваше неверојатно многу. Како член 80-тите години бев член на Советот на семинарот за македонски јазик и нашата грижа беа лекторатите. На вашето прво прашање, сметам дека
тогаш лекторатите и работата беа многу повеќе поврзани и со преведувањето на македонската литература на француски јазик. Значи, ширење на македонскиот јазик надвор од Македонија и надвор од каде што се наоѓа нашата диаспора. Во однос на бројките, вие со кои располагате, колкав е бројот на македонците надвор, според некои мои сознанија и врз база на одредени истражувања, сметаме дека има некаде вкупно околу 5.000 македонци. 5 милиони, да, се извинува. 5 милиони македонци вкупно кои што го говорат македонскиот јазик. Може ли да се направи уште во однос на промоцијата на македонскиот јазик преку ширењето на македонската култура во свет? Апсолутно. Добро е, ви благодарам што ме поканивте да зборуваме и нашите во диаспората да ги слушнете овие работи. Мислам дека во однос на јазикот, поготово бидејќи јазикот е, ние тоа ќе го кажеме, е столбот на идентитетот на секој еден. Тоа е лично чувство, меѓутоа припаѓа на една заедница, како што е, да речеме, еден народ. Преку јазикот се одржува идентитетот. Меѓутоа, се што иде преку јазикот. Иде литературата, идат нашите потреби, иде целата комуникација, иде целиот живот што е околу една единка. Многу е важно, колку милиони го зборуваат, важно е дека се 5 милиони. Меѓутоа, многу е важно тој јазик да се одржи и многу е важно да се каже дека важноста на македонскиот јазик, кој што е во континуитет според најновите истражувања, кои што ние ги имаме и некои наши теории треба да ги ревидираме, треба да ги поправиме, македонскиот јазик е многу стар јазик. Кај вас исто гостуваше. Разговори поврзани со така да еве јас донесов некои работи да се видат, материјали. Меѓутоа, она што е важно дека македонскиот јазик го зборуваат некаде околу 5 милиони луѓе. Меѓутоа, исто така е многу поважно да се каже дека македонскиот јазик е многу стар. А за тоа ќе зборуваме. За тоа во следните неколку минути, но пред да позборуваме, имаме една анкета. Ги прашавме нашите граѓани колку тие мислат дека државата доволно вложува во промоцијата на македонскиот јазик. Значи, нашата колешка Александра Миовски ја подготви ова анкета, да ја погледнеме, па се враќаме со разговорот во студиото. Дали нашето најголемо богатство, македонскиот јазик и културата како символи на една нација која постои со векови, ги промовираме надвор од дома низ светот? Кој е најдобриот начин за промоција и како тоа би го направиле граѓаните, ќе дознаете. Не мислам дека се прави доволно за македонската култура. Сметам дека за да македонската култура се промовира подобро, треба повеќе пари да се одвојуваат за уметниците да имаат свои самостојни изложби надвор, да учествуваат на културни настани и многу повеќе да се вложува и во музиката. Па да има повеќе проекти да ја осознаат музиката, нашата фолклорна музика, народните носи и се останато што е културно. Па не знам. Не се прави многу, бидејќи можеби начинот на кој што го прават тоа не е некој си баш добар начин, би требало повеќе да се снимаат некои си поубави делови од Македонија. Луѓето прават некои, да речеме, да идат на повеќе културни настани, да се пратат, мислам, такви повеќе културни работи, би било многу поубава. Не знам. Па да ви кажам, кај нас не е тоа така како треба. Са би требало да гледам од другите земји како тоа иде. Значи да се поправиме малку. На кој начин, преку што? Преку медиумите, најпре. Иначе јас не знам на друг начин како. Културата не е доволно промовирана на тој начин што прават споменици, не може да се промовира. Тоа не е доволно за промовирање на културата надвор од државата. Значи не е интересно за туристи да видат една ВЦ шолја како што е последниот споменик направен во центар.
Ете ги погледнавме коментарите. Драгица, дали може би имате мислење по однос на овие изјави на нашите граѓани? Да, па ево, да речеме со на мислење на таа жената што беше дека не се прави добро, дека не се прави доволно. Апсолутно, јас се сложувам. Ево ќе ви дадам еден многу мал пример. Јас кога предавав македонски јазик на Сорбона, крајниот писмен дел студентите што требаше да го пишуваат, темата беше за Мисирков и по нивните правила они тоа наместо на македонски јазик, они тоа го пишуваа на француски јазик. Такви беа прописите. Значи во Франција се зборува француски јазик. Во Англија се зборува, во Велика Британија англискиот, во Франција тоа, а кај нас не знам, во Австралија се зборува англискиот, нели? А сето тоа треба да се и политички, но и поинаку да се замзе правно, да се регулира, да се завземе еден став за навистина нашиот јазик се наоѓа во една страутна ерозија. Одека кај нас треба да се направи една мала контрола во однос на јазикот, на медиумите, да се исфрли улични сленгот, уличниот, нели, да се сепак. Инаку нашиот јазик е многу богат, извонредно богат. Ево, оној првиот речник што ние го имаме некаде околу 70.000 единици семантички гнезда. Едно гнездо може да има и по 50 внатре, нали, говор, договор, разговор, преговор и така натаму. Добро, ајде да позборуваме за тоа пред нели овие докази и аргументи, на кој начин, односно како се пренесува говорниот јазик? Истражувањата на светските, ние не сме го имале тоа палеолингвистика, истражувањата на големите така наречени лингвисти генетичари, значи што го истражуваат јазикот во староста. Прво ќе дадам еден податок што јас го добив од еден мој пријател, кој што кажува дека најновите истражувања, поготово по методата така наречена C14, карбонат 14, каде што одредени археолошки артефакти ја даваат точното време од кога потекнуваат, е дека човекот во оваја форма, со можност за говор, тоа што нас Господ и Создателот ни го дал, единствено на нас луѓето, да можеме да зборуваме говорот. Значи, човекот е стар, тоа што они го имаат пронајдено, некаде 5 милиони години. Кога еден по логика, кога еден човек ќе размисли дека во оваја форма човекот да зборува постоиме 5 милиони години, тогаш ништо не е страшно кој ќе се каже дека еден јазик е стар 300, 400, 500 илјади години. А дека оние теории за некакви преселувања од мочуришта и така натаму не држат, навистина не држат. Еве, мојата, нажалост, почината колешка, многу почитувана Лидија Славеска, која што многу добро го има истражувано етногенезата на македонскиот народ, неверојатно добро со докази го има докажано тоа дека нема такво преселување, дека Словени имало на Балканот и дека тоа е она важност што ние ја рековме, дека не само 5 милиони, него важноста е дека е многу стар. Сега неколку докази говорниот јазик како се пренесува според генетските лингвисти од Париз, од Колеж де Франс, кај што одев јас на одредени предавања, и они го кажуваат она што ние го велиме пренесување од колено на колено, нели? Тоа они го ставаат на директно пренесување на 4 генерации кои што живеат во период од 80 години. Се смета дека детето се раѓа, еве вака тоа би изгледало, извадам јас да може камерата подобро да фати, да нема одсија од ова. Значи, еден круг е прабабата, вториот е бабата, третиот е мајката, четвртиот е керката. Прабабата била исто керка
имала своја прабаба. Значи, директниот контакт на јазикот се пренесува од една до друга генерација. Се смета дека 20 години е период кога се усвојува еден јазик, затоа е многу важно до 7 години говорниот јазик да се усвои во семејството и во блиската околина со најосновните поими, додека до 13-14 години не треба да се гиба во писмениот мајчин јазик. Во никој случај учење на прв и втор странски јазик иде откако детето ќе научи да пишува и чита на својот мајчин јазик. Ова ево, благодарам што ми дозволите како педагог да упатам еден таков апел. Во пренесувањето во заедничкиот живот на овие 4 генерации се пренесува македонското, се пренесува народното творештво на еден народ, се пренесува сето она што постои во тоа творештво, песни, приказни и сето она што е мудроста, да речеме, имаме ние многу богати сме со пословици и така. Сето тоа се пренесува во тие 80 години. И нормално керката која ќе дојде на возраст од 20 години, таа се мажи и овој ланецот продолжува. Колку време трае? Трае со стотици илјади години, да не погрешам некој број. Еве донесов како пример од Ватиканската библиотека, 58 година, мислам дека ова подобро ќе го фати камерата, земен е еден ракопис и во Париз е објавена македонска лексика од 1520 година. Ова е еден од фактите, непобитни докази дали јазикот се менува или не. Факти за кои што го зборувавме во ова, нели дека се пренесува. Во таја лексика од 1520 година се наоѓаат прекрасни 3 песни и се наоѓаат некаде околу 400 изрази, зборови, лексеми од македонскиот јазик. И тука среќаваме дека сокол е исто и денес сокол, и тогаш јастреб, тресопашка птица, нели, врана, јаребица, тако ти Бога девојко, напишена песната е тоа, нели, как те зовет наиме, од душко лежив ти очи, значи исто очи, исто душко. Околу 500 години можеме да кажеме дека нема... Нема апсолутно ништо, никаква промена нема. Ова е инаку ракопис на пергамент земен од Ватиканската библиотека и ево Велик ден, Врачин, Благоевда, Водици, сите тие изрази, месо, сирење, млеко, јајца и така натаму. Значи, тоа е еден од тие докази, ево во оваа книга, ние ја имаме, тоа се знае, овде кај нас, тоа е вториот или еден од тие докази. Да ги цитиме време само за уште еден, со оглед на тоа што веќе сме при крај на разговорот. Така. Значи, да финализираме со една, можеби, ваша констатација, значи во однос на тоа каде ние одиме и каде сме со промоцијата на јазикот и колку ете треба да правиме, значи ние самите како говорители на македонскиот јазик, нормално и државата како институција. Би рекла прво, треба да се направи навистина една да се обрне внимание на говорниот јазик во медиумите, како електронските медиуми, така и пишаните, весниците. Треба да се обрне внимание професорите, наставниците, тоа што го имаат испуштено, имаат кажано дека нашата младина подобро го знае англискиот отколку македонскиот, нели? Да се направи и тука, да се бара стрикно применување. Јас апелирам, бидејќи навистина загрозен е нашиот јазик, нашиот идентитет е загрозен, јас апелирам на вистина медиумите да посветат ево вака повеќе, можеби и подолги емисии кои што ќе на народот ево и нели и самите анкетирани граѓани кажа дека треба навистина многу повеќе да се зборува за македонскиот јазик
Имаме ние институт за лекторатите, за преведувањето на македонските дела. Македонскиот јазик, ево, Пире се преведе сега на англиски јазик, нели, Петра Андреевски. Во однос на почитувањето и да му се даде достоинство на нашиот јазик. Оти нашиот мој многу почитуван професор Конецки вели дека јазик без народ, ако не го зборува, нема кој да го зборува, тогаш не е јазик. А народ, ако нема јазик, за да се разберат сите заедно, тогаш не е јазик. Значи мораме да имаме јазик и народ. Со прекрасна мисла завршуваме. Ви благодарам за гостувањето. Ви посакувам многу здравје и нормално убави денови. Благодарам и вам. Следниот музички спот е пак увертира во следното гостување.